Почитувани мои, добар ден. Вие сте со петочното издание на Црвена линија. Еве што ќе зборуваме денес со вас. Владата пред еден месец донесе одлука за поевтинување и замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Замрзнувањето важи до крајот на ноември. Замрзнувањето на цените на храната дава резултати, а министерот Крешник Бектеши е убеден дека некаде до 10 ноември ќе ги добие целосните анализи и мерките ќе останат до крајот на годината. Платите влијаат врз трошоците, трошоците влијаат врз цените. Цените влијаат врз стандардот. Тоа е тој магепсан циклус. Инфлацијата се намалува, платите растат побрзо од поскапувањата, ова го вели министерот за финансии Бесими. Оно што денес ве прашуваме, дали и вие го чувствувате оптимизмот во владата? Дали вашата плата, пензија ја победи инфлацијата? Сето тоа ќе можете да го одговорите на нашиот добро познат телефон 0230700005, но секако задолжително ќе побараме да нас заследите најнапред на Инстаграм, затоа што постојано и секојдневно имаме анкети на кои што голем дел од инстаграмџе кои што не следат, активно учествуваат. Денес, доколку кликнете и не заследите најнапред на Инстаграм, па потоа одете на Инстаграм стори, ќе ве пречака денешната анкета. Прашањето е следно: дали вашата плата, пензија ја победи инфлацијата? Имате две опции за одговор, едната е да, едната е не. Кој е вашиот одговор? Кликате, резултатите ги соопштуваме по рекламите. Но секако оваа дискусија која што водиме во живо во секој издание на Црвена линија можете да ја продолжите преку коментари, лекнување и шернување и на нашиот профил на Facebook Црвена линија, а секако и темите ги објавуваме задолжително и на профилот на Телма телевизија на Facebook. И сега во продолжение да го погледнеме, пред да го погледнеме прилогот на Петор Догов, сакаме еве ова издание на Црвена линија да го започнеме со еве овој преглед, односно каде што стои дека зголемувањето на јавниот долг е во залет. За последните 5 години јавниот долг е зголемен за високи 3 милиарди евра. Така да овој преглед, еве можете да видите како се движел буџетскиот дефицит и државниот јавен долг, колку изнесувале во однос на периодот од 2018 до 2022 година. Значи, еве, зголемувањето на јавниот долг во залет за последните 5 години, јавниот долг зголемен за високи 3 милиарди евра. Како да е, во продолжение, сега ќе го погледнеме прилогот на Петар Догов, а потоа стартуваме само со вас. Нефер практиките во трговијата до година ќе се регулираат со закон, а за гарантираната цена за одредени производи останува до крајот на годината. Одлуката изгласана на владина седница ја соопшти министерот за економија. Со тоа, наместо до крајот на ноември, одлуката ќе биде со важност до нова година. Властите на 19 септември ја донесоа одлуката за загарантирана цена, а ја базираа на тоа дека со вакви мерки инфлацијата до крајот на годинава би паднала на 4 до 5%. Имајќи во предвид дека веќе е подготвен финалниот текст на Законот за нефер трговски практики, кој треба за кратко време да биде пратен во собраниска процедура, а нашите очекувања се дека до крајот на годината ќе биде усвоено страна на пратениците, одлучивме да мерката за намалување на цените и ознаката гарантирана цена да продолжи до крајот на годината. Покрај замрзнатите цени, на трговците им се овозможува да прават акции и промоции, за да можат дополнително да ја намалат цената на одредени производи. Кога во септември се носеше одлуката на владина седница, од Организацијата на потрошувачи посочија дека не треба да се укинат акциите и промоциите низ маркетите, затоа што со тоа купувачите се доведуваат во понеповолна положба. За да нема заблуда во делот на трговијата, денеска со предлог на Министерството за економија ја укинавме одлуката во делот на акциите, имајќи во предвид дека одредени трговци на мали ја толкува претhodната одлука за неможност на давање акции или пак промоции, што значи дека сега
и производителите и дистрибутерите ќе можат да организираат такви акции и промоции се со цел да ги намалат цените за нашите потрошувачи. Замрзнатите цени се за 10% пониски од оние кои важеле на 1 август. Се однесуваат на неколку видови леп, бисквити, наполитанки, јогурт, јајца, млеко, тестенини, овошје, зеленчук, сирење и дел од месните производи. А сега на потек сте вие. Сакаме да слушнеме пред се, еве, дали вие го чувствувате овој оптимизам кој што владее во владата? Дали според вас инфлацијата се намалува, платите растат побрзо од поскапувањата и еве, дали вашата плата, пензија всушност ја победи инфлацијата? Да видиме што ќе каже првиот гледач на 0230700005. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Па еве, го чувствувате ли вие еве овој оптимизам во владата? Ајде да бидам краток во интерес на времето. Се извинувам? Викам да бидам краток во интерес на времето. Дали се слушаме? Да, повелете. Што пократко и што поконцизно. Далеко од тоа дека платите ја пратат инфлацијата или чувствуваме дека е нешто подобро или растат, да, тие растат, некаде да, некаде не, некаде делумно, меѓутоа, цените имат, у секој случај се така високи да ние сме далеко од тоа да почувствуваме некој бенефит и подобар живот. Далеко сме од тоа. Посебно би сакал да потенцирам министерот за финансии Бесими со изјавата дека јавниот сектор од пред месец дена треба да има или има 10% зголемување. Работам во јавен сектор и одговорно тврдам воопшто нема покачување на личните доходи, напротив, се стагнира, се стои во место, а за возврат точно е дека во моментот, овој период, се случуваат одредени нивелации на продуктите и тоа е многу занемарливо во споредба до сега што се случувало. Благодарам многу за јавувањето и за тоа што еве бевте и првиот гледач во ова денешно издание. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Само да ве поздравам. Голем поздрав до вас секако. Називот вака што е ова инфлација, вика, се намалува, платите растат побрзо од поскапувањата. Дали и ние го чувствуваме оптимизмот во владата? Кој бре инфлација се намалила? Кој раст на поскапување престанал? Секој ден кој ќе влезеш во некој од дуќаните и продавниците, се нешто е покачено. Ништо не е она што го кажува. А владата си оптимизам, таа си ги качи платите, си направи за нејзиниот буџет да си имаат они да уживаат и да живеат, а овие другите нека живеат со 10%. Кои 10% може да ги покријат оваа инфлација и ова зголемување на цените? Не. Никакви 10%. Ни покачиле, читам пред некој ден, дека 50% било покачено платата, пензијата. Тоа само они си прават некои математики. Ме разбирате? За нив, али и во времињата кога они тоа го покачувале и го правеле, тогаш била уште поголема катастрофа од таа инфлација. Само тоа никој не го кажува. Никој не сака да каже дека не е така и дека треба луѓето да се кренат за вакво нешто. Луѓето дават оставка министрите за вакви работи, а не они седат брати, уживаат во своите примања. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите за да слушнете што ќе одговорат следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Па и ве кажете ми дали го чувствувате оптимизмот во владата? Сега вака. Ве слушаме. Сега го чувствуваме. Цените до прво ќе растат.
Добро, ве слушаме, продолжете. Цените растат, бидејќи земјоделските производи, ова влада го униши скроз аграрот и допрва ќе растат цените. И затоа младите не сака да работат и допрва ќе растат цените и ќе има допрва инфлација. Никој не сака да пасе овци, никој не сака да гледа домати, под онија фолии на 40 степени да работиш. Од каде се јавам ја, да не спомнам имења, аграрот го уничи у каде се поготово во зарството. Значи, онај што е олигарство Цветко Јанев, скроз го уничи. Кажете ми вака, дали според вас велат изјавуваат дека инфлацијата се намалува, а платите растат побрзо од поскапувањата? Еве, дали вашата пензија или плата ја победи инфлацијата? Инфлација џабе, значи инфлација до прва ќе има. Значи до тоа да реже дека ова влада треба поскитно да се замине и ништо повеќе. Се знае кај мој место за ним. Кривички пријави и ковачки прв ќе оде кога се дојде ова ВМРО на власт. Добро, благодарам многу и веќе потсетиме уште еднаш темата за која што зборуваме е следна. Значи, владата пред еден месец донесе одлука за поевтинување и замрзнување на цените на основните прехранбени производи, а сега замрзнувањето ќе важи до крајот на годината. Па вие како потрошувачи и граѓани, дали го чувствувате оптимизмот во владата кој што истакна дека инфлацијата се намалува, платите растат побрзо од поскапувањата, па еве дали вашата пензија, можеби плата, ја победи инфлацијата? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Здраво. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав секако и до вас. Благодарам. Да ти кажам најискрено, неколку дена не се јавував, пошто темите не ми се допадна. Оваа тема баш допира до мене. Значи, не знам дали ќе бидам безобразна ако кажам дека не се оптимисти, него дека не лажат, дали ќе ме исклучите. Затоа што како можат не гледаат во очи и не лажат. Каква намалување, Тина, какви бакрачи, значи не се живе, се е покачено, значи веруваш или не, толку сум разочарана. Воопшто зборувам, јас и на Фејсбук комуницирам со многу луѓе, исто така и вака во приватниот живот, што немаат, Тина, телефон да се јават, мислам, не се на претплата како мене, значи сакам да кажам, толку е се загреота, и кога го слушаат ова и ми викаат, ај кажи ма ти нешто за нас, што да кажам, јас кажувам, ве зборувам, имаат деца со посебни потреби, не работат луѓето, не може да се снајдат, нека не кажува некој тука што се јавува гледач, треба да работат да се снајдат, значи не може да најдат, значи тоа е друга веќе тема дека на работа се малтретирани, па бегаат, значи страшно нешто ни се случува и сега ќе кажуваме дека јас не можам да ги сватам стварно, те гледа у очи и те лаже. Зошто? Нека земе мојата, ај добра, не мора мојата пензија, нека земе онаа од 8.000 пензија и нека види што може со 8.000 да направи, Тина. Значи, зошто не се реални, зошто така не е тоа оптимистички гледано, тоа е веќе безобразно. Така, благодарам многу за јавувањето, секако продолжите и вие да не следите понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве, дали вие го чувствувате оптимизмот во владата? Как? Дали се слушаме? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Овде Никола од Ѓорче. Поздрав, Никола, до вас. Дали го чувствувате оптимизмот во владата? Не чувствувам, пошто јас уште некој месец здраве ако дај Господ во пензија, сега сум ни угоре, ни удоле. Све тоа фарса на владата. Не само нова власт. И претходните што беа. Инфлацијата се намало. Па тоа статистика, кој му е директор? Симовски. Од кого е наместен? Од ДСДС. И тој ќе каже дека света тружи во Македонија. А претходната гледачка каже, паметна е таа, но стоп јас гледам. Значи, разочарани се луѓето. Чаре нема никако. Как инфлација, како плати покачување. Но што певе жената, но што вика по 2, по 3 денари некој производи се покачува. Џабе што вика бектеши, регулирана цена, ваква цена, онаква. Значи, све е тоа фарса. А ние македонците сме просто, простевајте, во позитивен контекст не вреѓам.
пак ќе забораваме овие лоши работи, кои ќе дојдат избори, има уште 3, 4, 5 месеци, пак ќе гласат за СДС. Ќе гласат кој? Тие што имат големи пензии, тие што се по буџетарските фирми. Значи, пак ќе си дојде таа власт. Што мисли ВМРО ако дојде така ќе му мети млеко ќе тече? Значи, све е тоа фарса. Го лажат овој народ. Бидете ми поздравени, се најдобро, нека напомош денешниот ден, убав празник е, нека си поменат убаво тие што ќе одат по гости. Благодарам многу за јавувањето и секако за жилбите упатени кон нашите гледачи. Секако останете со нас и со ова издание на Црвена линија. Ке ве потсетам, значи можете да коментирате, шернувате и лајкнувате дополнително и на нашата Facebook страна Црвена линија и секако на профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме темата. Еве тоа како изгледа таму. Да ви покажеме, значи еве темата е таа за која што зборуваме и со гледачите во моментот, значи оптимизам кај власта. Замрзнувањето на цените дава резултати, а министерот Бектеши е убеден дека до 10 ноември ќе ги добие целосните анализи и ако треба мерките ќе останат до крајот на годината, што и е веќе најавено, така да мерките и ќе останат до крајот на годината. Оно што се истакнува дека платите влијаат врз трошоците, трошоците влијаат врз цените, цените влијаат врз стандардот и тоа е тој магепсан циклус. Инфлацијата се намалува, а платите растат побрзо од поскапувањата. Ова го вели министерот за финансии Бесими и секако ние прашуваме дали вие го чувствувате оптимизмот на владата. Па еве што напишал Далибор Симоновски. Овие тројца плюс двајца со 10% ја држат цела Македонија. Македонче, до кој степен стигнавме? Карајте се ви уште кој е за ВМРО, кој е за СДСМ. После изборите апетитот најверојатно на аперитеотот е напишано, најверојатно се мисли на апетитот на албанските партии, секоја година расте и секоја партија ги задоволува со цел да седне на власт. Никогаш, ама баш никогаш не се ставивте во позиција да речете чекајте бе луѓе, се работи за државата. А ние во ова издание на Црвена линија имаме едноставно прашање. Дали и вие го чувствувате оптимизмот во владата? Добар ден. Добар ден. Па и да го чувствувате ли оптимизмот и вие? Се слушаме? Да, повелете. Па ја не знам кој оптимизам да го чувствуваме. Не знам прво кај живеат тие нашите представници во владата, да не се од друга планета некоја. Да бидат оптимисти. Како може да чувствуваат оптимизам? Платите растеле побрзо од инфлацијата. Па кои плати растат побрзо од инфлацијата кога во последнава година дена само храната поскапе номинално можеби 70 на 100%. Каков оптимизам? Па го слушнавте ли пред 10 дена од Виенскиот институт, оној како се викаше, не знам, Јовановиќ, која кажа дека од нова година во Македонија 510.000 луѓе ќе бидат на работ на сиромаштијата, ќе живеат на граница на сиромаштијата. За кој оптимизам правиме муабет ние? Значи 510.000 луѓе не можат да си обезбедат, не знам, 3 оброка на ден. Колку сме ние? 1.500.000 во држава. Значи 1/3 од народот мака мачи да обезбеди да се прехрани, а не па за нешто друго. Стварно како не знам. Како го коментирате и ова дека платите растат побрзо од поскапувањата? Па нивните растат точно, 78%, нивните растат побрзо од поскапувањата. Нека појдат во производство, нека појдат во приватните компании или било каде да видат колку растат плати, а да не зборувам за јавниот сектор. 10%, 5%, 7%. Какви плати растат побрзо од поскапувањето, од инфлација? Мислам, не држи муабетов, ја не. Сега го благодарам за вашиот муабет и оно што всушност дадовте одговори на нашите денешни прашања. Ете, слушате досега кои се ставовите на гледачите во Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте? Да. Па еве, дали вашата плата, пензија победи инфлацијата според вас? Ништо не победи, ништо не покажа. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Не, кај мене телевизорот, јас сум башка. Така, добро, продолжете тогаш. Ништо не победи, никој не каже
можа нешто се оскапено, не можеме накрај да изгледаме со мала пензија. Слушате? Да, ве слушаме, продолжете си. Со мала пензија нигде не можеме да поеме. Денес е празник на помошника е. Сакаме да поеме до црква и немаме пари со што да се оди. Разбирате? Така, па тогаш од каде е овој оптимизам според вас? Ами, кај да уеме? Ај кажете не, вие зато се јавив, поучете не, кај да одам? Кај да одам, ајде? Тогаш како го коментирате овој оптимизам кај владата? Ние се знаеме. Ние се знаеме. Едно чупе имам, едно око. Благодарам многу за јавувањето. Се надевам дека што поскоро ќе дочекате денови во кои што ќе се чувствувате лагодно, пријатно и ќе можете, се разбира, и да имате се што ќе посакате и секако да не бидете во неможност да одите онаму каде што имате желба. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Јас би зборувал другачие. Ве слушаме. Сите што беа по селата, бегаа во градовето. И никој неќе да произведе ништо и сега се плагат скапа робата во продавниците. Нека се врне, нека произведе и да не оде у маркет, па да види како се произведува. Дали разбирате? Ве слушаме, продолжите. Тоа е многу битно. А не секој плака се, мала му пензија, мала му плата. А напуштил го селото, селата се пусти. А тамо е храната, не е храната на асфалтов во Скопје и во другите градове. Според вас, зошто се напушти селата? Што не беше привлечно за да останат луѓето и да обработуваат земјата? Па, што ќе биде привлечно кога и државата не водеше рачун за селата, ни патишта да направи, ни ред други работи, кога требеше, мислам. Тоа још почна иселувањето уште у социјализмот. Тоа е тоа. За сега толку поздрав на сите слушатели. Само уште едно нешто, како го коментирате моменталниот оптимизам во владата? Владата ја остаи, они си терат по свое и никогаш нема да се преправат. Така, големо благодарам. Еве слушнавте на што укажа гледачот кој што го слушавме во овој момент. Еве, можеби некој од вас ќе се сложат со ова, можеби некој има сосема поинакви одговори. Добар ден. Добар ден, Тимче, убав ден. Најубав ден секако и вам. Среќен празник. Среќен празник. Нека е за многу години Света Петка на оние кои што го чествуваат овој празник денес. Да. Епа вака, темата ви е многу убава. Гледам, читам и си се смеам да ви кажам право, затоа што некои го разбираат, некои не го разбираат оптимизмот во владата. Да, поголеми оптимисти сме немале, мислам, до сега. Само се насмеани, само нешто кажуваат. Го слушнав пред малце на вести министерот дека кажа до крајот на декември, ова цела година ќе останат цените замрзнати, намалени. А што е намалено? Јас знам, јас работам во Колонијал. Сокчиња, пиво, ама на гладен стомак не одат сокчиња и пиво. Треба да се најадат луѓето. Со што? Платите викат растат, да. Порасна кај ни платите побрзо од инфлацијата, поскапувањата. Да. Си порасна платите кај ни, сега се тие оптимисти уживаат, закончиња, подзакончиња не лажат, мислат дека ние сме глупи. Ама ме интересира едно да ве прашам, дали, мислам, знаете и вие, дали зошто некој од влада не се јавуваат во вашава емисија? Еве, нека се јават.
да демантираат мене или другиот или Но третиот. бидете сигурни дека не следат. Следат тие, пак следат и се смејат на нас. Знаеме ние што прават. Пијат кафе заедно, ручаат заедно, веселби, се живо си прават самите и оптимисти се в крај. Благодарам многу за јавувањето, па еве да продолжиме и во насока на тоа, вела дека понекогаш оптимизмот е заразен. Па еве, имате ли чувство дека го доживувате и преживувате оптимизмот кој што во моментот владее во владата? Добар ден. Па, здраво. Здраво. Па, вака би рекол, оптимизам, може и кај да влада оптимизам, нарочито кај оној битичи по $500 ке си лапа сега за саат време таму, што ке чеша таму, што ке биде лево чешало, ништо повеќе. У ММФ или Светска банка таму, ама ја игам барем они нека му ги дават парите, што ние, зашто да му ги плаќаме ние парите? Тие 500 евро од саат. Еве, според вас, замрзнувањата на цените на храната ќе продолжат до крајот на годината. Дадоа ли некакви резултати врз вашиот домашен буџет? Види вака, таласаат, повеќе, според мене, таласање се појавува затоа што париве многу се трошат. Едно избегување у маркет, отиде банка. Па треба и други работи, и лекарства, и здравство да гледаме, и све останато таму пари се влечат невидено, а парите не спасуваат. Значи, по моја логика, они нека ги покачат пензиите и платите, да речеме, околу 2.500 евра, а нека стојат овие цени, не ми сметат мене овие цени. Ама 2.500 евра секој месец клап у джепче. Најубава работа. Уживам си. Вашата плата, пензија победи ли инфлацијата? Ќе ја победи на свети никад, а можда ни тат. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Ајде малку да ги вклучиме и твитерџи. Ќе почнеме со твитот на Саздон, каде што е објавена фотографијата од менито, кое што е во собрание. Јас сега малку повеќе ќе зумнам за да можете да прво да ги видите цените. Готвените јадења, главните јадења како копан со ориз е 100 денари, граф со сланина е 150 денари, јунешко со те е 180 денари, штрудла со тиква неверојатни 30 денари. Како и да е, Саздо напишал, Стоилковски ги објави цените од владиниот ресторан, омлет со свинско за 65 денари, замрзнати цени за министрите наместо во продавниците. Истите тие за студентскиот оброк измислија закон со кој на студентите им даваат трошки. Како и да е, ние ве прашуваме дали вие го чувствувате овој оптимизам кој што владее во владата и дали вашата плата, пензија ја победи инфлацијата која што се намалува, платите растат побрзо од поскапувањата. Добар ден. Добар ден, Нина, поздрав до тебе и до редакцијата. Голем поздрав и од нас до вас секако. Видете вака, општо законитост е економска. Поскапувањата, односно инфлацијата, секогаш победува во однос на покачувањето на платите. Тоа е општа законитост. Инаку, навистина инфлацијата кај нас се намали. Од 19,4 околу нова година, сега околу 6,7%. Меѓутоа, платите исто се покачи од 8.000 на 20.000. Пензиите од најмалата е со 15 години најмал стаж, регуларна пензија е 13.200. Просечната е 18.000 нешто. Меѓутоа, мора да кажам за цените, дека барем на основните производи се и намалени само со 1 август, како беше намалувањето, не се сеќавам. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи не е во ред да се споредува сега, бидејќи кај нас инфлацијата е увезе. Секаде има инфлација, кај нас е така, 7, 8% и така натаму. Сакам да кажам една споредба, ама ќе ми дадете 10 секунди, затоа што ви е пее химната во емисијата. Ако се сеќавате, нашата химна ја пее. Една споредба со Србија и со Босна. Таму
менувањето на денарот наш со српскиот денар и со босанската марка е 1:2. Значи, ако е нашата prosečna плата 36 или тоа са 600 евра, во Србија и во Босна треба да бидат платите 1200 евра. И тука е нашата платежна моќ на нашите граѓани поголема. Ви благодарам за отстапениот простор. Поздрав и ако треба уште еднаш ќе ви ја запеам снимат. Како да е, секако ние ќе ви се заблагодариме за вашето учество во денешно издание на Црвена линија, а секако и додека трае ова издание, отворени сме за секој од вас, доколку сака дополнителни 90 секунди да се вклучи повторно преку вртењето на нашиот добро познат број 0230700005. Добар ден! Добар ден, Тина. Дали сте и ве во истиот оптимизам кој што владе и во владата? Јас нормално дека сум. Живко на телефон иначе. Нормално дека сум. Поздрав, Живко. Еве зошто. Откако почнав да јадам во парламентот, кај што јадат овие, ути ми стига и плата и се ми стига. Ути да немам оптимизам. Супер е, само така. Ти викам, откако почнав таму да јадам, се ми стига, бре човече. И си земам и за дома храна, и секое нешто, и домашните јадат, и сега нормално плативе си растат и пензите, јас си јадам ептино. Што да ти кажам друго, ти да многу убаво, не морам многу време да трошам за ова влада и за се друго. Зашто да трошам толку време? Забележувате ли дека платите растат побрзо од поскапувањата? Ама се да ви кажам сега да не се негирам јас, кој свати што кажам, свати, така. Шум се хранам таму во парламентот, зошто да ми е скапо? Таман ми е, забележувам се расти према тие, се расти. Јас таму јадам, за фамилијата носам толку. Ве поздравувам пријатно. И јас ве поздравувам, Живко, останете да не следите и понатаму. Па еве, кога сме веќе кај ценовникот од ладиниот ресторан, да продолжиме понатаму. Бранче Палачанче напишал: да ми е знати на толку покачување на плати, на толку бенефиции, од друга страна енормни поскапувања на лекови, суплементи, на се, буквално на се. Народот буџетот ќе го полни. Туку да прашам, дали се најадовте бре од маките на народот? А ние ве прашуваме дали го чувствувате еве тој оптимизам кој што владее во владата. Дали е пренесен и во вашиот дом? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака сега, ова што се најуват ови, нешто, ова ненародна влада, ненароден, не легитимен премиер, битува живот, ништо од живот. Само лаги, поскапување, пунење буџетот од народот, ништо не исполнение на народот. Значи, ни инвестиции, ни вработување, нема, инвестиции си бегаат, уведување скапија, даноци поголеми, ДДВ од 5 на 10%. Значи, ова е својот народ го плачка, ова не е македонска партија, ова е банда, мафија, личен поделата и обединувањето него прифани за да економията да подобре. И сега пред избори исто само ке витува, а не исполнува. 2016 година дојдеа 7 години, што витува на народа живот? Ништо не исполнија. Дали вашата еве плата, пензија победи инфлацијата? Дали вашата плата или пензија ја победи инфлацијата? Оше пензионерите ги плачкаа 3 месеца по илјадарка, 3 месеца 2016, 2002 година 6, 7, 8 месеца скратени се пензиите. Скратени, нека си проверат, нека извеште, нека видат колку е пензијата. Ово сека. Едно зборува, друго прават. Ово е зло на својот народ. Но... Благодарам многу вам за јавувањето. Добар ден.
Добар ден и убав ден вам и на Најубав ден и вашата вам. екипа. Вака да ни е многу вечен и долговечен празник од Света Петка, на помош да ни биде, да ги растури тие облаци темни, да тргнеме по убав пат и да не викаме дека се ни е тешко. Нема никаде лесно. Која работи фабрика, па да ни дадат повеќе, ја не знам. Еве, кажете ми, дали вашата плата, пензија ја победи инфлацијата? Не, средно е. Ни многу, ни малку. А еве, дали сте задоволни во однос на мерките кои што се превзема како замрзнувањето на цените на храната? Вака да ви кажам, па јас морам да го стегнам ремикот за да добијам она што сакам, зашто што се е скапо, али скапо е и животот. Затоа што реков и пак ќе речам, која фабрика работи се е државно, ако на нив им скратат, што ќе прават они? На кого ќе дадат повеќе пари, на тие што работат кај нив? На приватниците што ги викаат да работат? Мора така да биде. Се додека така ни одиме така ни дојдат од странство, они ќе не поучат како треба ние да живееме. Толку извини ако сгрешив душо пријатно. Не сгрешивте ништо, особено не сгрешивте за тоа што се вклучивте во црвена линија. Еве уште еден твит кој му припаѓа на Олабаен. Напишал: македонецот троши над 60% од своите примања на храна, со месечна кошница која уште малце и ќе стане 1000 евра. Просечна плата е едва 600 евра, сведени на 300 од инфлација и поскапувања. Властите си зголемија плати за 78%, а до нова година ќе добијат уште 400 евра покачување. Но како и да е, во владата владае оптимизам. Дали го чувствувате и вие тој оптимизам? Добар ден. Добар ден. Ало? Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Па да ви кажам, ова сценарио, мислам, уште никој не го напишал. Инфлацијата се не оплатите раста, тоа некој сценарио можда да е на некого да го замислува така. Меѓутоа во реалноста, бар по мое мислење и искуство и пракса секојдневна се, воопшто не е така. Значи, повеќе расте инфлацијата и цените не го платите. Сега некој слушам кажуваат, не знам, Србија ваму таму, да, меѓутоа затоа кај нив е и поевтино. Еве наши луѓе идат, гледајте што е на граница на Табановце, што идат што пазарат во Врање. Значи поевтино е таму. И сега не може некој овдека да ми каже статистички, вие гледајте реалноста и праксата. Статистички, како сакаш и што сакаш, можеш да правиш. Меѓутоа, владата, па за нив нема никаков проблем. Значи, многу луѓе кажава што кажава, и јадење, и ова. Меѓутоа, све на грбот на народот. Затоа што народот го пуни буџетот. Видите вие што се случува со бетики. Па ја не знам, човекот знае ли што збори, како збори. Ова овдека као, не знам, нашиве некој од джеп си вадат кој како сака, што сака. Нив многу им е убаво. Им растат плати, си има све им е, морам да кажам, жаргонски муфте. Значи, сакате бензин, сакате телефон, да не набројувам јадење и ред други работи, нив све им е бакшиш. И како нив нема да им биде убаво, инфлацијата се намалува. Како се намалува, ја да им кажа, нека отворат еден телефон, колку е, што е и како, пошто сум секој ден по маркетиве. Благодарам многу за јавувањето. А сега дојде и времето да ги погледнеме рекламите. Едене по рекламите повторно во црвена линија и сега да провериме и видиме како одговорија Инстаграмџи на нашето денешно Инстаграм стори прашање, подобро да речам на нашата црвена линија анкета. Прашањето беше дали вашата плата, пензија ја победи инфлацијата. Со да одговорија 15%, со не одговорија 85%. Така да, ова се резултатите од Инстаграм анкетата, за следете не и секако веќе од понеделник учествувате во новите анкети на црвена линија. Следете не и на Фейсбук, како црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Особено сега останува да
продолжите да не следите и во Заврти на Телма. 5 точки точно пред викенд. Не е лошо да се освои една нова правосмукалка, која што на благодарение на која ќе добиете на време, убаво ќе ви биде исчистен домот, а меѓу другото ќе можете повеќе да уживате во себе, наместо во недела подолго да ви трае средувањето на домот. Како и да е, има многу награди што чекаат да бидат освоени, имаме и нови спонзори, а имаме и прашања кои што секако ќе бидат во Заврти на Телма. Па забележете. Денеска се слави Света Петка, светителка од градот Епиват, а незиното родено име е... Тоа е едно прашање, потоа кој име мајчин јазик на најголемиот број луксембуржани. Со колку нули се запишува мала рокада во шаховската партија? И еве ви уште едно прашање, колку степени има прав агол? Одговорите ќе ми ги дадете мене, кога ќе стартуваме со Заврти на Телма и секако ви од Црвена линија, со душа ве чекаме и во Заврти на Телма. Се гледаме.